Почитувани, здравството со СДС и ДУИ колабираше. Клиниките и болниците, пациентите и лекарите на свој грб ја осетија криминогеноста на СДС и ДУИ, кои наместо здравието на граѓаните го ставаа личниот профит во преден план. Според информациите кои ги имаме, а според извршените контроли од ФЗОМ и другите надлежни институции, нотирани се бројни самоволија во здравствените установи, кои очигледно често биле резултат на личен интерес. При контролите констатирани се набавки на лекови, кои не се на листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот за здравствено осигурување, на кој Министерот за здравство дава согласност, но за истите ЈЗУ нема обезбедено претходна согласност од Министерството за здравство и фондот, и тоа во следните ЈЗУ: Здравствен дом Гостивар, Здравствен дом Струга, Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје, Универзитетска клиника за нефрологија Скопје, Универзитетска клиника за психијатрија Скопје, Клиничка болница Тетово, Општа болница Струга, Општа болница Струмица, Општа болница со проширена дејност Дебар. Злоупотреби се правени и во деот на дежурствата. Имено, при контролите евидентиран е случај во ЈЗУ каде се пресметува и исплаќа додаток за дежурство, но на контролата не е дадена на увид согласност од Министерството за здравство за обезбедување непрекинато вршење здравствена дејност со работа со дежурство во Универзитетска клиника за максофацијална хирургија Скопје, Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје, Универзитетска клиника за нефрологија Скопје, Универзитетска клиника за психијатрија Скопје, Општа болница Струмица. Одговорните лица во здравството од СДС и ДУИ се однесувале како клиниките и болниците да се нивна својна, без да водат грижа за вработените, средствата и пациентите. Времето на злоупотреби во здравството помина. Одговорност ќе има. Ви благодарам.